Почитувани гости, добар ден и добро дојдовте на промотивната промоцијата на извед на монографијата на Македонија мојот копнеш, Маноју Манеја Погрески од Киро Кипровски. Дозволете ми во името на организаторите на промоцијата посебно да го поздравам неговото блаженство, господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Монографијата е посветена на зубовчанецот Маноју Мане Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМН, прв председател на Македонската православна црковна општина Свети Климен Охридски во Берлин, председател на задграничниот комитет на ВМРО ДПМН за Европа и координатор на задграничните комитети. Во монографијата се наоѓаат интересни четива за неговиот печалбарски живот во Берлин, за неговата активност во политичките македонски организации во Европа, за што беше постојано следен и прогонуван од тајните служби на СФРЈ. Исто така, поместени се текстови кои говорат за многу значајни историски настани, што се случува во средината на минатиот век во диаспората, малку познати за широката јавност, отргнати се од заборавот и сведочат за македонските патриоти кои се бореа за независна, обединета, современа и демократска држава Македонија. Интересен е животниот пат на господинот Маноју Мане Јаковлевски. Тој е роден на денешен ден во 1951 година во гостиварското село Зубовци. Господине Мане, честитки за твојот роден ден, многу здравје, среќа и со исто темпо да ја продолжиш борбата за македонската кауза денес, кога ја најтешко да обстане како самостојна држава со македонскиот идентитет, македонскиот јазик и со вековно име Македонија. Промоцијата ја започнуваме со извадок од текстот "Се роди Маноју неизмерна радост за семејството". Неколку денови по пречекот на новата 1969 година одлучив да заминам на печалба во Западна Германија. За намерата никој не знаеше. Ја чував како најголема тајна, бидејќи знаев дека татко ми и мајка ми нема да ми дозволат. Се сеќава Маноју. Отидов во Гостивар, во Заводот за вработување и побарав да ме запиша за работа во Западна Германија. Во пресред ми излезе мојата прва соседка Белја Димитриевска, која работеше таму. Бев пресреќен и полн со оптимизам. Попладнето го поминав со другарите. Кога вечерта се вратив дома, татко ми беше многу луд. Веќе имаше разбрано за моето пријавување за работа во Германија. Само што влегов, почна да ми вика. Кажувај што бараше во Гостивар. Се обидов да не му ја кажам вистината, но остро ме прекина. Кажи ја вистината. Со другарите прошетаме низ градот, одамна се немаме видено, му вело. Кога директно ме праша што сум барал кај Велја, се стаписам. Мислиш дека нема да дознаеме? Дека се подготвуваш да заминеш во Германија? Дознавањето дека синот се подготвува да замине на печалба
на Рафаелка и Делче тешко и падна. Соочувањето со вистината им нанесе голема болка. Цела ноќ око не склопија, размислувајќи како да го спреча да не замине во печалба. Едниот син Гојко им беше во странство, па затоа Маноила сакаа да го задржа, да остане со нив. И на Маноил таа ноќ не му беше лесно. Пред да го совлада сон, размислуваше како да ги среди односите со родителите, како да ги убеди да не дозволат да замине на печалба. Тие денови ми беа тешки како планина. Бев патриархално воспитан. Секогаш го почитував зборот на татко ми. Секогаш бев внимателен кон родителите и послушен. За прв пат не се согласувавме. Не можам да си објаснам како дојде до тоа сам да решам да заминам за Германија. Неочекувано се најдам меѓу чеканот и наковалната. Се обидував да најдам соломонско решение и јас и родителите да бидеме задоволни и среќни. По бурната ноќ, татко ми следниот ден беше посмирен. Неочекувано ме повика да разговараме како возрастни луѓе, како татко и син, додал Мано. Печалбата е тешка и неизвестна. Носиш одлука без да ни кажеш, без да ни побараш совет, да го сослушаш моето и мислењето на мајка и заедно да донесеме одлука. Ние не ти мислиме лошо, поради тоа што те спречуваме, туку сакаме да најдеме решение да ти биде добро. Ми рече со помирлив тон татко ми. Внимателно го слуша и потоа му се извинив зашто без нивно знаење се запишав да одам на работа во Германија. Татко ми, кој беше многу мудар и итар човек, ми вели: оди малку со мајка ти кај брат ти Гојко во Германија, види како се живее таму, како се печалат пари, па потоа ќе решиме што ќе правиме. Предлогот го прифатив. Во неколку дена ми извади патна исправа и заедно со мајка ми во средината на април 1969 година со воз заминавме за Берлин. На испраќањето ни рече да останеме 1 месец и да се вратиме. Не ни помислував дека ќе останам толку долго. На домашниот есап на пазар не избегуваат. Вториот ден од престојот во Берлин почнав да работам кај брат ми Гојко во неговиот ресторант Ново Скопје. 1 месец ми помина како 1 час. Без настојчив да останам уште 1 месец. Мајка ми си замина и ми дозволи да останам, но под услов брзо да се вратам. Целта ми беше да поработам уште неколку месеци, да спечалам пари, за да си купам автомобил. Меѓутоа, подобрите услови за живење во Германија повлијаја да се откажам од првобитните планови. Решив да си ја испробам среќата во новата средина. И така, наместо неколку месеци, остана 33 години. Во монографијата Македонија, мојот копнеш, за господинот Мане пишуваат неговите пријатели и другари. Го осветлуваат неговиот лик, секој од свој агол. Ја доближува искрената душа, доблеста на чесен македонски патриот, за активностите во диаспората, за борбата на македонската кауза како успешен бизнисмен, политичар, општествени хуманист, културен деец, спортист и така натаму. Ratko Димитриевски, долгогодишен сопартиец и пријател на Мане,
собственик на печатницата Европа 92 од Кочани, издавач на монографијата, ќе ни говори за нивното пријателство. Го поканувам господинот Димитриевски да се обрати. Читајќи ја македонска нација и постојано разговарајќи за македонското прашање, во 1975 година одлучив да се запознам со луѓето што го правеја списанието. Во него немаше ниту адреса, ниту телефонски број за контакт, туку стоеше само бројот на поштенскиот факт, што не ми беше од некаква помош. Решив да ги побарам во Гетеборг, Шведска, каде живееја и работеја. Но пред да заминам за Шведска, отидов кај Јован Исаковски, по потекло од долнореканското село Битуше, кој што имаше ресторан во Бремен, Германија. Предпоставував дека како добар пријател на Драган Богдановски, кој беше одговорен уредник на македонска нација, ги има адресата и телефонскиот број. Исаковски ме советуваше да не одам во Гетеборг, стравувајќи дека можеби ќе имам проблеми со југословенската безбедносна служба, доколку ги остварам планираните средби со Драган Богдановски, Миле Илиевски и со другите македонски патриоти. Но бев решен да ги пронајдам и да се запознаам со нив и да разговарам. Никој не можеше да ме натера да ја променам својата одлука. Со автомобил се упатив за Шведска. Бев радосен што конечно ќе ми се оствари големата желба. Пристигнав во Гетеборг, се сместив во хотел и телефонски успеав да дознам каде работи Миле Илиевски. Со такси пристигнав пред фабриката на главниот влез. На пријавницата им се представив и им реков дека го барам Миле Илиевски. Портирот ми рече да причекам. По 5 минути пристигна средновековен човек, средно висок, по изгледот оценив дека е македонец, зборуваше шведски јазик. Не знам од кои причини не ми се обрати на македонски јазик. Но кога му се представи и кога му кажа дека доаѓам од Западен Берг и дека сум брат на Гојко и дека сакам да се видам со Миле Илиевски, ниту збор не проговори и си замина. Го имав видено на фотографија. По 10 минути дојде Миле Илиевски. Кога се доближи до мене, ме праша: дали си ти, Мане, братот на Гојко? Прав војвода, двометраж. Сум слушал за тебе и мило ми е што се запознал. Потоа побара да му ја кажам причината за моето доаѓање во Гетеборг. Му реков дека сакам да се запознам со него и со другите македонски патриоти во Шведска. Ме праша дали сакам да го видам Драган Богдановски. Со задоволство му одговори. Ме покани на гости кај него вечерта во 20 часот. Ми ја даде адресата, ми рече дека ќе дојде и Богдановски и уште неколкумина други македонци. Задоволен се врати во хотелот, ручав и со нетрпение чекав да дојде 20 часот. За да отидам на гости кај Миле, да се запознам со Драган и со другите македонски патриоти. Со такси пристигнав пред убава куќа со два влеза. Во едниот дел живееше Миле, а во другиот брат му Илија. Кај него веќе беа пристигнати неколкумина гости, меѓу кои беше и Драган Богдановски, кого исто така го препознав од фотографија. Се прегрнавме како да се знаеме со години. Ме праша дали сум братот на Гојко и притоа рече дека слушал за мене, дека сум многу висок.
Се запознав и со другите мигранти. Таму беа Тоде од Мелевци, Демир Хисарско, Владо од Елес, на чие презиме и не се сеќавам, Илија, братот на Миле, и Македонка, на чие презиме исто така не се сеќавам, ниту знам од кое место на Македонија потекнуваше. Таа била мажевна за Хрват, кој бил осуден за убиство и се наоѓал во затвор Југославија на издржување на казната. Таа беше олицетворение на вистинскиот македонски патриот. Патриот. И не случајно го носеше големото патриотско име. Следниот ден ми понудија да одиме во македонскиот клуб во Гетеборг. Понудата се задоволство ја прифатив. Во македонскиот клуб имаше голем број македонски иселеници. Всушност, тој ден се одржуваше некаква прослава на која присуствува околу 1000 гости. Предпоставува дека меѓу гостите се наоѓаат и агенти на УДБА. Немаше слободно место. Кога присутните видоа кои се новите гости, веднаш ни направија место. Имено братот на Миле, Илија Илиевски, беше председател на црковната општина. На прославата бевме јавно поздравени со име и со презиме. Се пееа македонски песни, се играше македонско оро. Тие неколку часа се чувствува прекрасно, зашто од сите страни зрачеше македонскиот патриотизам. Маној, задоволен од средбите и разговорите со македонските патриоти во Гетеборг, а беше восхитен од предлогот на Драган наредниот ден сами да прошетаат низ Гетеборг. Сеќавањата за прошетката со Драган не му гледаат, секогаш му се свежи. Со Драган сами шетавме низ Гетеборг и тема на разговорот ни беше нерешеното македонско прашање. Како да ги оствариме илинденските идеи за иднината и перспективата на Македонија? Додека шетавме, Драган тивко ми рече дека сме следени од лица на УДБА. Му реков дека се далеко од нас, а тој ми вели дека не снима. Многу години подоцна разбрав дека тогаш навистина сме биле следени и снимани, и тоа со далечински микрофон и фотоапарат. На крајот на средбата ги размениме телефонските броеви и го поканим да дојде на гости во Берлин. Починувани гости, повторно да уживаме во групата Трио Кладенец и Петор Маријан Ивановски да ги изнесе своите видувања. Повелите, господине. Ваше Блажество, господин Стефан, почитуван председател на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски, почитувано семејство Колевски, дами и господа. Кога ценетиот Киро Кипроски ми го понуди неговиот материјал Македонија, мој копнеш Мануел Манија Колевски за рецензирање, за мене представуваше вистинско задоволство. Задоволство затоа што знаев дека ќе уживам во стилот на пишувањето на Кипроски, кој е лесно разбирлив, прилечен и ве тера да читате во еден здив. Тој е добро познат на македонскиот читател по активното новинарско и публицистичко творење, од чие што перо произлегле бројни статии и книги. Како неуморен трагател по вистината од секојдневието и од историјата на македонецот, Кипроски на пиедесталот на историската вистина го вади неговото најново дело кое е посветено на личноста на Мануел Манија Колевски. Манија Колевски човек со богата биографија, политички прогонуван во минатиот систем, активен не само на политичко поле, туку и во повеќе сфери од општественото живење на македонците во диаспората и Република Македонија. Уште од млади години ја почувствувал горчината на тешкиот и макотрпен емигрантски живот. Иако требало да се прилагодува на условите во кои живеел во туѓина, сепак љубовта кон татковината кај него се повеќе и повеќе растела до степен да започне политички да се активира во емиграцијата. Боравејќи во Западен Берлин и работејќи во познатиот македонски ресторан Ново Скопје на неговиот брат Гојко Колевски, познат и како Гоце Македонски,
било иницијална каписла за негово политичко ангажирање во емигрантската организација Ослободителен комитет на Македонија ОКМ. Оваа организација се залагала за интегрално решавање на македонското национално прашање, што подразбирало создавање на независна и обединета македонска држава. Тоа е идеалот со кој што од најрана младост бил задоен Манија Колески. И токму поради тоа максимално се вложил во организацијата за реализација на истиот. Ресторанот на Гојко, Ново Скопје, бил вистинско македонско катче во центарот на Западен Берлин, место каде се собирале македонците од сите страни. Таму можеле да се дознаат најновите информации поврзани за Македонија и македонците во емиграцијата, да се сретнат македонските политички емигранти и останати патриоти, интелектуалци од Македонија, Југославија и пошироко, естрадни и културни работници, познати општественици и политичари, но и непожелни гости, испратени со задача од Службата за државна безбедност на Југославија. Со неговото активирање во ОКМ, тајната служба го активирала алармот за новиот под наводници екстремен емигрант Манија Колески. И оттогаш започнал неговиот бурен емигрантски живот полн со неизвестности и турбуленции. Живот следен од оваа тајна служба која имала за цел да дознае што е можно повеќе за неговиот политички ангажман, цели и идеали. Добро расширената соработничка мрежа го полнила неговото и досието на брат му Гојко со информации, извештаи, службени белешки за секоја нивна средба, движење, разговор. Иако Мануел бил млад, сепак бил свесен дека југословенската тајна служба, како една од најмоќните во Европа, може буквално за миг да му го уништи животот нему и на неговото семејство. Особено затоа што живејќи во емиграција, речиси секојдневно добивал сознание за ликвидации што ги вршела оваа тајна служба врз хрватските и српските емигранти. И покрај сериозните притисоци, закани и заплашување од страна на тајните служби, сепак тој останал докрај доследен на идеалот за независна и обединета македонска држава на македонскиот народ. Со тој идеал Драган Богдановски, Мануел и Гојко Колески и останатите основачи ги удриле темелите на политичката партија ВМРО ДПМН во 1990 година, која што требала да ја префрли борбата од емиграција во Република Македонија. Но политичкиот ангажман на Мануел не застанал само со формирањето на партијата, тој и натаму продолжил да биде активен член во ВМРО ДПМН, допринесувајќи неколкократно да победува на избори. Читателот ќе прочита и за останатите негови политички активности, а со цел признавање на Република Македонија и промовирање на македонската вистина. Меѓу другото, книгата е збогатена и со бројни настани од приватниот живот на Мануел и неговото семејство, а не е изоставен ниту хуманиот карактер на Мануел, неговиот ангажман и помош во верското живење на македонците во Македонија и Германија. Авторот Кипроски и Манија Колески ги поврзуваат неколку работи. Имено родени се и живеат во искрај, негуваат повеќе децениско искрено пријателство, соработуваат и се на иста линија на македонската кауза. Токму поради тоа Кипроски е најкомпетентен во извршувањето на задачата да се напише монографски труд за Манија Колески. Монографијата е плод пред се на долгогодишното пријателство на авторот со Мане, кој како вистински новинар, истражувач и фотограф ги забележува најбитните моменти од неговиот живот, но и проучувањето на неговото политичко досие водено од тајните служби. Во книгата се вметнати искажување на самиот Мане, написи и интервјуа. Искажување на пријателите на Мане, но и дел од бројните доживувања и случки на Кипроски со него. Почитување. Ова дело на Киро Кипроски, кој е детално од свој агол ја проучува личноста на Мануел Манија Колески, ќе биде вистинско богатство за сите читатели чии што копнеше Македонија. За Мануел Колески допрва уште повеќе ќе се пишува, особено поради фактот што и други тајни служби, како што источно-германската Штази, се интересирале и воделе досија за него. Неговата скромност и побожност не му дозволува да зборува јавно за се она што правил и прави за Македонија. Туку остава другите да го кажат. Допрва ќе се пишува за неговата активност во емиграцијата, Република Македонија, но и за зачувањето на македонскиот карактер во Горен Полог и цела Западна Македонија. Токму поради тоа, ова дело на Кипроски ќе биде неодменлива станица на идните истражувања поврзани со личноста на Манија Колески и македонската политичка емиграција. Благодарам. Што да кажам после толку мои зборови звучени од професорите Личевски, за тоите професорот Митело Милевски,
професорот Маријан Ивановски, колегата писателот Блаже Миневски, и сите други што проговорија за монографијата и за мене. Дали ја да зборувам за монографијата? Мислам дека подобро вие да прочитате и да дадете суд. Затоа што 460 страници напишани за еден господин од едно село во Стиборски Зубовце, кој оди во Берлин, животот му посветува за Македонија, животот му посветува за фамилијата, се грижи подеднакво за сите нас. Многу малку дека се спомнува во книгата има, Мане е на вистина човек кој што многу има вложено и во помош на непомошните. Со неговата активност Зубовце наликува неговото родно место на една современа братска насада. Тој заедно со братот на неколку пати ја спасија црквата во Зубовце, која што датира од 1850 година. Тука се наоѓаат многу вредни икони, подпишани од познатиот македонски зограф Дичо Зограф. Тоа е голема вредност и црквата на два пати че се рушеше, али благодарение на нив црквата е спасена. Понатаму, многу значен како автор, јас не ги бележев работите во овие 2 години кога ја пишував монографијата. Ја тоа го бележев со години и за многу настани ја бев иницијатор, учесник, организатор, а сето тоа ги објавав тие работи во вестникот Нова Македонија и во оваа прилика ќе ми дозволите да му се заблагодарам на главниот уредник и директор на НИП Нова Македонија, господинот Панде Колемишевски, кој имаше сенс, иако во тоа време политиките повозрастните ги знаеме, сите текстови од моите патувања во Берлин, во Германија, во Канада, Пешешко мода, сите текстови беа објавени и дел од нив ги поместувам и во монографијата, кој што се една историја за Македонија. Ја во оваа прилика сега да кажам 2 работи за големиот придонес на Мале за формацијата на нашата мила татковина Македонија. Тој во Берлин, на моја иницијатива и не сега да се плана, ја бев првиот новинар кој што објави во Нова Македонија за самитот на КЕПС, што се одржа во Берлин 1991 година. Ниеден новинар од Југославија од тие републики не објави, прво Нова Македонија објави, а после другите вести. Зборот ми беше во Берлин да се организира демонстрација пред Рајстегот и низ улиците на Берлин. Тогаш Македонија светот разбра. Многу екипи имаше, новинарски, телевизиски, кои што таа демонстрација ја проследија. Тоа го направивме со банета, со никакви пари, со спонзорство и слично. Секој македонец дојде на таа демонстрација, минувајќи по илјадници километри. И не само на таа демонстрација. Мане, како председател на црковната општина и како председател на личниот комитет, со своите другари, пријатели, сумисленици, се организира 100 и повеќе демонстрации во Бон, во Берлин, во Женева, во Виена, во Гетеборг, во Малта и така натаму. Тој даде еден силен отпор против тие личности, министри кои што не сакаа да призна Македонија, не сакаа да слушат. И мислам дека и денеска да се луѓето кои ќе почитат монографијата, кои ќе видат фотографиите, на вистина малку да размислат како треба да се сака и да се бориме за Македонија, а не да чекаме да не дадат пари, да не подкупат, како што има без случај со платениците,
Значи, ним не е търговината, не е земята. А защо живеем? Живеем за тази Македония. И не ви се предложам, накрая сакам искрено да се заблагодарам на промоторите, да се заблагодарам на уредникот на монографијата, мој колега, новинар, публициста, Светановски Виктор од Струга, на јазичниот уредник, госпожата магистр Гордана Страшевска, на техничкиот уредник, кој што ова монографија ја обликува навистина квалитетно, Дарко Светановски, на почетницата Европа 92, начело со господинот Ратко. Да се заблагодарам на Националната установа музеј на Македонската културна борба, кој што ова прекрасна сала, а вие, почитува публика, бевте неговиот декор. Ви благодарам што дојдовте, што ми направите чест. Че ми дозволите, сега да има маркетинг, ефектът, да кажем, уште да 3 збора. Со ова монографија одбележува мојот юбилеј, 70 години од раѓањето. Ова е прв. Втората книга ќе биде наредниот месец во Новембер. Тоа ќе биде низ времето со перото и лективот на Кипро. Тука поместувам текстови и репортажи од моето 50 годишно внимавување, работење со вестникот во Македонија. Тоа е првата манифестација што ќе се одржи, затоа што годинава Нова Македонија го слави својот юбилеј, 75 години од првиот печат од 29 октомври 1944 година. И на крајот, многу значајна монографија, и со таа монографија, негде по средината на годинава, ќе започне одбележувањето на 2 значајни юбилеи. 1000 години од постоењето на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстеци и 25 години од возобновувањето на монашкото братство во ова наше македонско духовно светилиште. Ви благодарам, ако имате можност, Моли се на Бога севде, моли се на Бога. Моли се на Бога севде, роса да зароси. Роса да зароси севде, роса да зароси. Роса да зароси севде, струма да дотече. Струма да дотече севде, струма да дотече.
на мене се падна севде, на мене се падна, на мене се падна севде прстен да го носам. Прстен да го носам севде, прстен да го носам. Прстен да го носам севде, бајрак да развеам. Прстен да го носам севде, бајрак да развеам. Господин председател на ВМРО, почитувам мој пријател Мане, семејството Јаковлевски, почитувам господине Кипровски, авторот на монографијата. Денеска, дами и господа, денеска имам една хубава чест, едно задоволство да се обратам пред овој собир, овој мощне, симпатичен, мощне убав собир и да кажам неколку збора за тоа како се дружевме со почитуваниот Мане и како излезе на виделина ова дело после пишувањето од страна на авторот господин Кипровски. Со Манета се знаеме по партиска линија, се знаеме уште од деновите кога беше во Германија, се знаеме од активностите кои што ги вршевме заеднички во партијата, од пријатните и непријатните моменти кои што ги доживуваат политичарите, од сите моменти кои што беа, можеме да направиме една мощна поголема книга од ова. А можете да замислите што се има се случувано со почитуваниот Мане во делот на она што беше неговата борба, што го кажува и самиот наслов, борбата за Македонија. Ќе спомнам само некои работи кои што се случуваа во последните денови, односно она како излеза на виделина, а тоа е дека мојата професија е во делот на печатарството, мојата професија е следбеник на она што е едно од најголемите изуми во човештвото, а тоа е покретниот словен знак, подвижниот словен знак, односно буквата. Имаме многу откритија во историјата на човештвото. Меѓутоа, со Јохан Гутенберг во 1450 година настанува една нова револуција и го бележи она што пред тоа не можеше да се забележи, да се стави на хартија. Не случајно новинарите, односно и другите, го кажуваат, она што не е забележено на хартија, не се ни случило. Значи, јас продолжував да ги следам традициите на нашите печатари кои што беа од овие краишта. Јаков од Камена река, знаеме дека еден од првите печатари, не само во нашиот крај во Република Македонија, не само во овој дел од Балканот, туку и на ниво на Европа. Тоа задоволство мене ми падна да јас го продолжам и покрај другите околу 4000 наслови кои што ги имаме отпечатено во нашата историја од 28 години, инаку се поклопува денешниот ден со отпочнувањето на печатењето на печатницата Европа 92. Сосема случајно се поклопува. Значи, ова е едно дело кое што ќе прикаже еден мал дел од она што авторот го забележал во живењето на и борбата на почитуваниот Мане Јаковлевски, и мене со задоволство ми беше доверена таа улога да бидам во исто време издавач, но во исто време и печатар кој што ќе овозможи да ова излезе на виделина. За содржината на книгата, иако со задоволство ја прочитав, не сакам јас да зборувам за тоа што во некои од деловите сум и директно вклучен, имаме промотори кои што ќе го зборуваат тоа, меѓутоа уште еднаш сакам да кажам,
ретки се таквите моменти кога со задоволство можам да представам едно така успешно дело. Почитувам мане, посакувам да во најскоро време ја прошириме она што го имате како доживување, да го имате уште со поголемо дело. Благодарам. Слънце се слега да зайде Маро Мариема, рие пиле Мариема, рие леде. Там нека слънце ќе зайде Маро Мариема, рие пиле Мариема, рие леде. Там е равнишка Маро Мариема, рие пиле Мариема, рие леде. На равнишката зелен бор Маро Мариема, рие пиле Мариема, рие леде. Подборот писар денес Маро Мариема, рие пиле Мариема, рие леде. Догладенецо девојче Маро Мариема, рие пиле Мариема, рие леде. Закнатиот македонски историчар, професор доктор Михајло Маневски, стручно и научно ќе се осврне на монографијата Македонија, мојот копнеш. Господине професоре, се извинувам, Миновски. Ваше блаженство, господин Стефан, почитуван Християн Мисленски, председател на Дома ДПМН, почитувани дами и господа. Кога авторот Кипровски ми се јави и ми предложи да учествувам во промовирањето на оваа негова монографија, посветена на животот и дејноста на Мане Јаковлевски, со задоволство прифам. За почеток, само неколку зборови за авторот. Кипровски, со неговата богата новинарска дејност, го заслужи епитетот доајен на македонското новинарство и со својата дејност како публицист исто така се покаже и докаже. Монографијата што ја представуваме, ја сметам за негово животно дело. Читајќи ја, почувствував дека е работена со толку силна мотивираност и посветеност како да се работи за негов аманет. Дали е тоа така, ќе каже самиот автор. За авторот повеќе на крајот од монографијата. Пред нас имаме обемна монографија на 456 страници, голем формат, со вовед, авторски текст, документи и материјали, светошта, текстови со печатоци, интервјуа и говори на Мане Јаковлевски, но дополнета со факсимили и висококвалитетни фотографии. Во почетните страници Кипровски пишува за раните години на Мане Јаковлевски и израснат во патриархално семејство, воспитуван да ги почитува и негова патриархалните семејни вредности и традиционалните народни обичаи, воспитуван во приврзаност на православната вера и на својата македонска православна црква. Мане по завршувањето на средното образование заменал на работа во Западна Германија, во Берлин, каде што се вклучил во македонското национално емигрантско движење. Бил член на Ослободителниот комитет на Македонија, потоа Движење за ослободување на Македонија. Посветен активен на будењето на македонизмот, со ширење на списанието Македонска нација и во непосредни контакти со македонците за одржување постојано актуелно македонското прашање, за ширење на идејата за ослободување на поделена Македонија и нејзино
конституиране како суверена независна држава. Дејност силно попречувана со дејствувањето на бугарската, грчката, српската пропаганда, посебно од безбедностни служби на Југославија и УДБА на СР Македонија. Пред крајот на 1989 година, кога во Европа настана радикални промени, падот на Берлинскиот зид и обединувањето на Германија, отфрлувањето на комунизмот во источноевропските држави и известниот распад на Југословенската федерација, идеологот и лидер на движењето Драган Богдановски оценил дека настапил моментот за формирање на десничарска политичка партија во СР Македонија за да дејства за нејзино осамостојање и остварување на вековниот идеал за независна суверена држава Македонија. Кипровски пишува дека во мај 1990 година Богдановски од Шведска дошол во Берлин да ги запознае тамошните македонски активисти со неговата иницијатива за формирање на политичка партија во СР Македонија, со политички средства да продолжи борбата за самостојна независна обединета Македонија. Мане стана член на подготвуваната партија, пошто се одржал и конститутивен состанок на кој учествувал и авторот Кипровски. Кипровски, кога пишува за тоа сепак, не зел предвид дека Драган Богдановски веќе во јануари истата година во Шведска формирал координативен совет на Демократска партија за македонско национално единство под негово председателство. Координативниот совет на 23 јануари 1990 година поднесол барање до Собранието на Социјалистичка федеративна Југославија, до Сојузниот извршен совет, до Собранието и извршниот совет на СР Македонија за регистрирање на партијата и за право на нејзините функционери да се вратат во својата татковина за нејзино легално организирање. На проширениот состанок во Минхен на 31 мај, 1 и 2 јуни одржан со учество на повиканите активисти од Македонија, Љубко Галиевски, Борис Бејковски и Владо Транталовски, на предлог од Бејковски било одлучено во името на партијата при формирањето во Македонија да се додаде префиксот ВМРО, следствено ВМРО ДПМН. На основачкото собрание во Скопје, на кое, како што е познато, не учествувал Драган Богдановски, тоа име било изгласано, Љупчо Георгиевски бил избран за председател, Владимир Горбуловски за секретар, за подпредседател и Борис Бејковски за секретар на партијата. Мане активно учествувал во сите тие значајни активности за организираното изградување на партијата, во формирањето и дејствувањето на комитетите во Македонија и секциите во диаспората раководени од задгранични комитети. Во формирањето на задграничниот комитет за Европа, со седиште во Германија, Мане бил ополномоштен официјален представник на партијата за контакти со владини представници на државите членки на Европската заедница, со представници и други личности на политичките партии. Од таа позиција тој соработувал и помагал и на официјалните државни представници на Република Македонија при нивните службени посети во Германија за воспоставување на меѓудржавна соработка. Со координирани активности на задграничните комитети насекаде во Европа се одржале мирни масовни демонстрации и протести за одбрана на оспоруваното уставно име на Република Македонија, идентитетот на македонскиот народ. Активно учествувал и дал особен принос за организирање на духовниот живот на македонците во Германија и за основањето на македонската црковна општина Свети Климент Охридски во Берлин во 1991 година. Бил председател на црковниот одбор, а по формирањето на Европската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија бил и подпредседател на епархијата. Во монографијата се содржани многу информации и факти за првите во Република Македонија во првите години
по прогласувањето на државната независност, за случувањето по процесот на освободување од Југославија, за ВМРО-ДПМНЕ, за следењето од службите за државна безбедност на, цитирам, милитантното крило на партијата, за досието Сина птица и одлуката на задграничниот комитет на партијата во Хамбург за формирање под наводници национална војска, но и за случувањето во партијата, за судирот на Лјупчо Георгиевски со Драган Богдановски, кога Георгиевски лично го исклучил од партијата и на негово барање била одземена титлата почесен председател на ВМРО-ДПМНЕ на основачот на партијата. Представувајќи ја таа ситуација во партијата, Манев потврдува дека уште тогаш, во 1993 година, Богдановски бил првиот од основачите на партијата која согледал од наводници заблудата за изборот на Георгиевски за председател на ВМРО-ДПМНЕ. Подоцна Мане и самиот жестоко го критикувал Лјупчо Георгиевски дека како председател на владата покажал неспособност да ја води државата, дека бил виновен за криминалот, дека е компрометирал партијата и дека барал отставка и дека како еден од основачите на партијата тогаш и самиот се срамил. Од не помал интерес е пишувањето на автор на монографијата за изборот на Борис Трајковски во 1999 година за кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за председател на Република Македонија, за војниот конфликт во 2001 година, за активностите и акциите на Мане за придобивање на мирното албанско население за запирање на ескалацијата на конфликтот, за неговата активност во Сдруженијето на граѓани за подршка на Љубе Бошковски во одбраната пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг и придонесот за донесувањето на ослободителната пресуда, како и за разидувањето во Сдруженијето по одлуката на Бошковски да формира политичка партија и да се кандидира за председател на Република Македонија. Сметам за потребно посебно да го освртам вашето внимание на еден документ составен на иницијатива на Мане Јаковлевски, подпишан од него и од 20 граѓани македонци од северо-западниот дел на Република Македонија, насловен, цитирам, Стратегија за унапредување на положбата на правата и слободите на македонците во единиците на локалната самоуправа, каде што мнозинството или во значаен број се припадници на малцинските етнички заедници. Документ игнориран од владата. Стратегија уште попотребна денес. Во однос на членството на Република Македонија во ЕУ и НАТО, Мане на 1 август 2014 година во својот говор при отварањето на манифестацијата 10 дена Крушевска република во својство на подпредседател на Советот на манифестацијата изјави: ние сме подготвени за ЕУ и за НАТО, само чекаме ЕУ и НАТО да биде подготвен за нас, без уцени, без двојни стандарди и без блокади. А во јануари минатата година во Берлин на протестот за заедничка Македонија изјави: ако македонците мораат да го сменат името и идентитетот, најдобро е Македонија да ги прекине преговорите за името и да прогласи своја неутралност. Мане живееше и живее за Македонија. Тој ги обнови македонското гласило Македонска нација, која што продолжува и денес како веб страница. Вообичаено се вели дека народот секогаш е во право. Меѓутоа, изминатите 3 децении од прогласувањето на независноста на Република Македонија го поседочија спротивност. Сакам да му го честитам роденденот и да му посекам многу здравје, среќа, а другото само по себе ќе дојде. Повеле. Толку добри зборови не сум слушнал до себе, толку сум жив. Благодарам сите. Почитувани пријатели,
дами и господа, сестри и браќа. Благодарам што дојдовте на промоцијата на монографијата посветена на мене и на моето речисти половина век долго делување за македонската кауза. Радосен сум што на мојот роден ден ја промовираме монографијата од авторот мојот долгогодишен пријател Киро Клипровски, кој е и сведок на, би рекол, 90% од моите активности во мојот живот. Мощно успешно има насликана монографија за мојот живот и мојата борба за самостојна Македонија, за што многу му благодарам. Многу сум радосен што меѓу нас се наоѓаат и моите најблиски од лозата Јаковлевски и голем број мои пријатели од Зубовце, Гостивар, Тетово, Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, ги поздравувам сите. А најповеќе се разбира ветераните на ВМРО да поменем. Дозволете ми во оваа прилика посебно да ги поздравам поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, председателот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски. Благодарност упатувам и до уредникот на монографијата Виктор Цветановски, магистр Горана Страшевска, јазичен уредник, Дарко Цветановски за ликовно опликување, на печатницата Европа 92 откочани и голема благодарност упатувам на рецензентот и промотор професор доктор Мајан Ивановски, на промоторите професор доктор Михајло Виновски и писателот Блажо Виновски. Благодарам на групата Трио Кладенец од Тетовското село Театро. Голема благодарност до министерот за култура господин Асаф Адеми и на директорката на музеот на Македонската револуционарна борба, што ми дозволија да направиме ваква една. Благодарам и на моите пријатели од индустријската зона Зубовце 1 и 2, кои го помогнаа впечатлението на монографијата, Сити такси Гостивар, Местна индустрија Карнем Зубовце, Бон кафе Зубовце и Ненико Гостивар, кој за многу кратко време ќе биде Ненико Зубовце. Се сели во Зубовце, во втората зона. Во сум што успеавме во Зубовце да отвориме во единствено село во Македонија 2 економски зони и на паѓа и третата економска зона, и тоа го препорачувам господин председател, кога седнете на местото каде што ви прилега, да работиме во секое село да има барем по една мини зона. Во сада гледам голем број мои пријатели и истомисленици. Сакам сите да ги поздравам и немојте да ми заверите што не можам сите да ве спомнам поединачно. Монографија посветена на мојот живот е само мал дел од она што сум го поминал во мојата речиси полвековна активност. Да се изоди овој пат, заслуги имаат моите истомисленици во Македонија, во Берлин, Германија, Европа, Австралија, Америка и Канада. Им се извинувам што поголемиот дел од нив, иако се многу заслужни, не се спомнати поединечно во монографијата. Архивот со материјалите во емиграцијата и во татковината им го оставам на моите деца и внуци, со аманет да ја продолжат борбата за нашата Македонија. Почитувани, историјата нема да не памети од тоа дали сме носеле брендирана облека и скап телефон. Че не памети по тоа што сме сработиле или тоа што сме пропуштиле да го сработиме за нашата ковина Македонија. Да си биде македонец, значи да се гордееме со нашето име, јазик, култура, историја, со нашите обичаи, традиции, со нашите корени. Да се биде македонец,
значи да се негуваат вредностите и традициите на нашите татковци и дедовци. Тие да се пренесуваат на наредните генерации. Поделбите, алчноста и нетолеранцијата не донесуваат до овие дереđe што ни се случува денес. Колку и да се тешки времињата, и политички, и економски, нешто мора да се промени во нашите глави. Потребно не е единство, пред се помеѓу политичките партии. Воспротивно, еден ден ќе биде постарата поговорка што си посеал, тоа ќе жнеш. Поуките од историјата укажуваат дека единствено македонските партии заедно можат да извлечат земјата од криза и да се спротивстават на сите активности за разнебитување на земјата. Света должност на секој од нас е да го негува и никогаш да не го забарава аманетот од нашите предци. Божи аманет е да се сака својот род. Тој што нема чувство за својот род, не може да има чувство за друг. И на крај, уште еднаш ви благодарам на сите кои отвоивте време и дојдовте да ја споделите мојата радост за промоција на монографијата Македонија мојот копнеж. Почитуван господин Стефан, почитувани гости, почитувани роднини и пријатели, дами и господа, се разбира и почитуван наш Мане, кој не собра сите нас тука. Мене ми падна задачата во име на семејството Јаковлевски да кажам колку што е можно покусо некој збор за прекрасниот и особено за нас исклучително важен повод, заради кој што денес сме тука. Промоцијата на еден богат животопис на нашиот Мане, срочен низ перото на нашиот семејен и долгогодишен пријател господинот Киро Кипровски. Задача ни малку лесна, независно на огромната чест, затоа што тешко е да се биде целосно објективен, кога станува збор за човек кога неизмерно го сакаш, како што е постојаниот родител. Сепак ќе се обидам да бидам строга и пред се никако претенциозна во оценките. И во тоа име веднаш, сакам да кажам дека не постои сепаратна љубов, односно посебна љубов за семејството, посебна љубов за ова или за она, посебна љубов за своите сограѓани, за пријатели или за татковината. Љубовта е неделива, една. Разликата е само во страста и во тежнението да ја даваш подеднакво секому и секаде. Токму е таков и случајот со нашиот татко и неговата љубов. Подеднакво широка, достаточно голема за секој од нас, за мајка му, за мене и за неговите деца, за неговите професионални предизвици и секако за неговата и наша Македонија. Всушност, смислот на еден човечки живот лежи токму во давањето, секаде и секому што е волен да прими. И знам дека сите ние, јас, моите две сестри, мојот брат, мојата мајка, жививме премногу топлина, должно внимание, љубов подеднакво значајна како и неговата, неспорна страст, самостојна и независна Македонија. За сите години негова маткотрпна борба за наше безбедно и спокојно детство, за квалитетно образование, пристоен живот, независно на величнините кои беа нужно зло во име на нашата иднина, нашиот Мане секогаш упорно, дури до тврдоглавост, наоѓаше, или подобро да речам совесно, како искрен домољуб, имаше доволно време за општествените ангажмани посветени на неговата лична кауза, татковината Македонија. И затоа, драг тато, да не должам повеќе, сакам во моје име, но и во име на Раф, на Бибе, на Саме и секако во име на незаменливата наша мама Цаци, да ти се заблагодарам за се што си сторил за нас. И за величественото наследство што ни го оставаш, посведочено во оваа книга, правејќи не горди што те имаме, што си наш, а ние твој. Ти благодарам.